во едни услови кога се чувствуваше навистина една огромна потреба за такво нешто. Поготово ние, лекарите кои се бавевме со тој проблем, ја чувствувавме таа потреба силно, ја чувствувавме бидејќи не беше достаточно да вие го диагностицирате пациентот, да му предложите одредена терапија. Она што највеќе го чекаше пациентот, она што највеќе ја сакаше неговата фамилија, тоа беше рехабилитацијата. Целосната рехабилитација на таков пациент. Но ете, се појави професор Ајдински, кој се загреа за таа идеја, кој се загреа за тој проблем и навистина на проблемот му приде сосема ентусијастички, му приде онака како што тој проблем и заслужува да му се приде. Во што се состоеше неговата активност во тој период? Активноста се состоеше во тоа што тој креираше едни сеопфатни методи и системи кои овозможуваа еден подруг приод кон рехабилитацијата на хендикепираното дете. Зашто велам дека сеопфатниот систем и сеопфатната методологија кон таквата една рехабилитација му даде еден друг поглед на таа проблематика. Едноставно ќе речам дека детето со хендикеп представува една целина, посматрана од биолошки, од психолошки и од социолошки аспект. Вие не можете да ги одвоите тие три елемента. Имајќи ги во предвид точно тие три елемента, таквиот пациент заслужуваше да има една сеопфатна рехабилитација, не парцијална рехабилитација, не рехабилитација која би се одбивала дел по дел, туку една навистина сеопфатна рехабилитација. Точно креатор на таквата една сеопфатна рехабилитација беше професорот Ајдински и нам, кои се бавевме со тој проблем, навистина ни годеше да наидеме на една личност кој ќе успее да направи еве таква една синтеза во поглед на таквиот вид на рехабилитација кај хендикепираните деца. Професор Ајдински, во досегашниот тек на емисијата ние прикажавме еден голем опус ваш творечки. На што се должи тоа? На амбициозноста, на стручноста или има и некој друг фактор? Ови работи се тоа што ги кажавте, пред се работа, дисциплинираност во работа, истреност во работа, но и поддршка. Поддршка од соработниците, но да бидам искрен, најголема поддршка во мојата работа ја имав од мојата сопруга. Таа не само што ми даваше поддршка, таа ме подреше, инициираше. Понекој пат доваѓав до ситуација дека некој истражување не можам до крај да го извршам или мислим дека тоа не може да стане. Таа беше упорна и викам, ти тоа можеш да го направиш и треба да го направиш, зашто не е само за тебе. Ти го тоа правиш за деца, за лица што им е тоа потребно. И така со таквата поддршка многу ми помна и ја можам да кажам слободно, ако нешто постигна во живото, го постигна благодарение на нејзината. Впрочем, она е исто просветно лице. Она беше 30 години директор на детска градинка, па ги разбираше и тие проблеми и од тука доваѓаше нејната упорност. Кај него нема мерка за работа. Он кој ќе седне да работи, не брои време. Нема 45 минути како на работа што мора на факултет или у школата 45 минути. Неговото работно време е 5 сата минимум, за кое јас не можам да издржам и ќе дојдам и ќе го втупнам по рамото, ќе го погалам. Ајде, пауза, станувај. И тој ќе биде принуден по мое настојување да стане, да се прошета, полн во мислата, ако не ја довршил да ја допише, со станувањето он ќе му проработат, што се смееме ние кликерите, некој збор што му недостигал, он тогаш ќе го свати и поново ќе седне. Ќе се напие, било сокче, водичка, кафенце, нешто ќе касне и ќе седне, пак ќе продолжи. Книги пишуваше и може би и јас неговата упорност, неговата трудолюбивост во работењето ми чинеше посебно задоволство. Сакав во сето тоа што работи да го постигне, каде што може му помагав, ако не друго со
треба ли нешто, кажи што треба, или да го оставам на мира, да биде спокоен, да работи, да твори. Така да, благодарение, веќе видите баш, нема работа која не му е завршена со благодарност од било која работна организација или било каде што работел. Луѓето го цениле и многу сум среќна што го знаеле луѓето што да оценат кај него, знаеле неговиот труд да го ценат и за сет негов труд и книги и дела што ги створил добивал благодарници. Често пати, знаете, во животот можете да работите, се да стварате, а никој да не го види тоа, никој да не го. Меѓутоа, он е човек што работел, стварал, да се тоа осети, да се тоа почувствува. Но видите, стварно имам добиено многу награди и признанија, макар да ја не работев за награди, за признанија, но сепак е пријатно чувството кога некој ја следе твојата работа и на некој начин добиваш признание. Која награда? Сите награди ми се пријатни и драги, но заради времето, речеме, ја би спомнал за мене најдрага наградата што ми ја даде Република Македонија, националната висока награда Свети Климент Охридски за достигнувањата во областа на образованието и рехабилитацијата на лицата со пречки во развој во 90-тите години. Пред тоа добив исто така една висока награда југословенска, која за прв пат се воведе за научно-истражувачка работа во областа на менталната ретардација. И таа награда ми беше вручена во Љубљана, таму беше седиштето на наградата, доктор Златан Сремец наградата. Се разбира, ми се драги и ордените што ги добив. Во оваа прилика би кажал, речеме, орденот на трудот со Златен венец, потоа плакетата за хуман човек во хуманите активности и да спомнам минатогодишната светска награда што ја добив, 2000 милениумскиот златен медал на честа за изабран поединец од светот, исто така за моите хумани активности и научно-истражувачки работи во областа на лицата со хендикеп. И се поставува едно вакво прашање. Дали сте лично задоволен од она што го сторивте во рамките за развојот на деца со пречки во развојот? Да кажем, не сум задоволен, не би било искрено. Јас сум многу задоволен што направих и што создадов услови, програми, учебници, кадри што успособив, да им го улеснеме животот на лицата со хендикеп кои што не по своја кривица станале и го стекнале тој хендикеп, лица на кои што сите ние треба да им помогнеме, зашто едно општество во светот се цени како е односот према тие луѓе. Од тие причини јас сум многу задоволен, но човек никогаш не е задоволен дали се направи.